се референдум за тоа во каква општина сакаме да живееме. Во место каде проблемите не се решаваат и се препушта тие стихино да се наталожуваат, или во општина каде секој потенцијал, секој атом од силата се користи да се направи што е можно повеќе за подобар живот на граѓаните. За такви дела се потребни способни луѓе. Го повикувам на сцена да се приклучи човекот кој секогаш стои зад кажаниот збор, кој е секогаш отворен за нови идеи и предлози од страна на граѓаните. Човек со визија, почит и огромна љубов за својата општина. Човек со неуморен дух и честност. Човек кој гради и ќе гради дела. Кандидатот за градоначалник на општина Струмица, господинот Васил Тишев. Добро вечер, победничка Струмица! Почитуван председател на владата на Република Македонија Никола Груевски, почитувани министри, пратеници, гости, соседи, пријатели, сограѓани, мои струмичани, драги браки и сестри, добро вечер! Да се биде кандидат за градоначалник и кандидат од листата за советници за нас членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН во општина Струмица не е само чест, туку и обврска. Обврска да го понесеме товарот на нашата Струмица, да ја тргнеме од рацете на Бранко Црвенковски и неговиот најверен послушник. Обврска која не е ниту лесна, ниту едноставна. Кога пред речиси 6 месеци ја најавив мојата кандидатура за градоначалник на општина Струмица, многумина ме одвраќа од таа моја намера. Ми изборува дека ќе биде тешко, дека Заев е јак, дека Заев ги држи сите работи под контрола, дека има вработување и го држи бизнес секторот. Јас секој од тие добронамерни кажувања ги слушав внимателно, но никогаш не го водоел. Не го водоел затоа што знаев дека тоа се само лаги и манипулации. Лаги и манипулации со измислени бројки. Лаги и манипулации со граѓаните и вработените во општинската администрација. Но на тие лаги дојде крајот. Им дојде крајот затоа што можеш луѓето да ги лажеш повремено, но не можеш да ги лажеш постојано. Затоа што ќе се најде некој да ти каже во лице дека на твоите лаги крајот им е дојден. Го видовте сите вие вистинското лице на Заев. Кога по налог на неговиот папа Бранко Црвенковски за една секунда ги заборави сите негови ветувања. Кога без да му трепне окото, побегна од изборите. Каде му беше тогаш грижата за граѓаните? Каде му беше тогаш општина Струмица? Побегна затоа што Бранко Црвенковски го држи за узда. Му ги крие Бранко по фиоките во Бикачка сите документи на неговите матни сделки. Матни сделки со кои ќе се видат сите нивни далавери направени на грбот на граѓаните на Струмица. Ете,
Затоа не се уплашив и не побегнав кога ме одвраќа од мојата кандидатура. Не се уплашив затоа што никому не должам ништо. Затоа што се што сум постигнал во животот, јас и мојата фамилија, било со работа, со труд и со честност. Почитувани пријатели, јас бев овде, јас не побегнав и кога беше уште потешко. Јас не побегнав кога партијата на Зоран Заев и неговиот шеф Папа Црвенковски направија болна транзиција, неправедна приватизација, ембарго, војни конфликти, клевети, лаги, повици да подвиткаме кичма, закани со јадење на живи луѓе и пукања. Јас не дозволив нечие недостојно поведение и лична амбиција да се остане на власт, да не втурне во меѓусебна нетрпеливост. Нема да дозволам, затоа што граѓаните на Струмица го поминавме најголемиот предизвик, останавме присебни и обединети. И со нашата трпеливост им порачуваме на населниците дека во Македонија ќе владее демократијата, а општина Струмица ќе избере свој градоначалник и своји општински советници на демократски избори и во институциите на системот. Почитувани, додека ние ги посетуваме граѓаните и разговаравме за тоа кои се најпотребните проекти за подобрување на животот во градот и населените места, Зоран Заев го минуваше времето во Скопје, го рушеше собранието, и ако дошеше Македонија во пред слушаше Бранко како му раскажува бајки. Кога ќе освојат власта со сила, Бранко денек ќе го ставил за министер, за премиер, а ние, браки и сестри, во Струмица велиме, акалот го лаже, нема кој да му каже. Ама народот ќе му каже на 24 март. И сега кога виде дека нема ни програма, ни проекти, излегува пред граѓаните со нови лаги, ветува дека тој ќе изградил не една, не две, току 3 индустријски зони. И замислите, ќе вработил не 1000, не 2, току 3000. Па тој мисли дека граѓаните на општина Струмица заборавиле како пред 2 години се фалеше со таа голема американска инвестиција. Американска инвестиција во информатичката технологија со која ќе се вработија 1000 млади информатичари. Па каде е тој американски газда, Зоране? Каде се тие 1000 информатичари? Ете ги неговите лаги. И тоа кого лаже? Тој човек ја лаже нашата младина преку Младинскиот совет. 2 години со пари од општинската каса ги финансираше активностите на Младинскиот совет. 2 години лаги и манипулација. Лаги и манипулација кој се видува кога на неговата советничка листа го стави председателот на Младинскиот совет. Затоа им порачувам на сите млади во општина Струмица, без разлика на нивните определби. Не му верувајте на човекот кој ве излажал 2 пати, затоа што ќе ве излажи и по 3 пат. Онака како што излажа дека во зоната во Сачево ќе имало 100 фабрики.
го распродаде земјиштето на неговите пајташи, апаши, замислете, само по 1 евро, ама ајде си велам, нека е, само нека вработат леганите и нека има работа за сите, па ќе им го простиме и тоа. Ама нема ништо, нема ниту една тула, нема ни Ф од фабрики за заед. И така, затоа што не ги бива. 8 години се на власт, 8 години сами си цртат урбанистички планови, сами си прават проекти, сами носат одлуки и решаваат се. Ама кога не знаат да направат ништо, пак излегуваат со лаги и манипулации. Не било до него, го кочела владата, се друг му е крив. И сега кога знае дека на 24 март ќе ги изгуби изборите, веќе започнува новата лага. Не бил тој крив што касно е почнал кампањата и немал време за програма и проекти. Бранко го изложил, Бранко го закочил, Бранко не му давал. Сега Бранко му е крив. Гледате и слушате вие, почитувани граѓани, дека во ова кампања тој не излегол со ниту еден проект, ама со ниту еден, затоа што ги нема. Ама избори се, треба нешто да се каже. И најлесно да се кажуваат глупости и големи зборови. Замислете, Зоран Заев се фали дека тој на владата и мене лично ќе ни одржал лекција по економски менеджмент. Затоа што се мисли за голем менеджер, среќа за општина Струмица е што платите на вработените во образованието и другите дејности ги исплака владата со блок дотации. Оти ако останат на него и професорите и училиштата и воспитачките во градинките, на први во месецот ќе си отидат со празни чевови. Ете, тоа е вистината за големиот менеджер Зоран. Драги страничани, јас во ова битка влегов со единствена цел да направам нешто добро за моите сограѓани. Мене не ми е потребно да се докажувам нити во животот, нити во бизнисот. Јас имам се што ми треба за еден живот. Имам семејство кој сите вие видовте и во оваа кампања е со мене и ми поддржува во се. Тоа за мене е најважно. Јас и моето семејство сме постигнале нешто во животот. Јас сум Васето Пишото. Јас немам намера да се преправам дека сум некој друг. Јас не се срамам од своето потекло. Од мојот татко, мојот дедо и мојот прадедо беа занечи кои сите ги познавате. Честни и вредни луѓе кои никогаш, ама никогаш не посегнале по ништо туѓо. Сите наши бизнеси се започнати од зелена ливада. Ја направи првата гринфилд инвестиција во Македонија, тогаш кога сите тргна да приватизираат државни фабрики. Фабрики градени со пот и солзи. Мене не ми треба ништо туѓо. Не сеќам ништо што не е направено со честност и труд. Пред мене има една единствена цел, да направам нешто добро за сите граѓани. И знам дека тоа бара посветеност и многу работа, но јас сакам тоа да го направиме заедно. Затоа што соблужувањата во патната и енергетската инфраструктура, во поврзувањето на Струмица со гасоводот Јужен тек, општина Струмица ќе си ја осигури својата иднина за наредните 50 години. Затоа што технолошко-индустријската развојна зона ќе донесе реални домашни и странски инвестиции.
инвестиции со кои ќе ги решиме најголемиот проблем на нашата општина, а тоа е невработеноста и миграцијата на нашите млади. Затоа што сите богатства на овој свет не вредат ништо без нашите деца, без нашите семејства. Затоа што нашите населени места, нашите вредни земјоделци заслужуваат модерно производство и сигурен пласман. Ете, затоа ни се потребни агроберзата и агросаемот. Затоа што само добро платен труд е сладок труд. И жедното кукличко поле ќе добие систем за наводнување од Маркова река и многу други проекти од аграрот и стопанството. Градот заслужува, Струмица заслужува и повеќе и подобро. Затоа предвидовме проект за изградба на 3 нови булевари, но и граѓаните во населените места заслужуваат најпосле да го почувствуваат урбаното живење. Ќе изградиме нови училишта, детски градинки, паркови и пензионерски качиња. Но сите заедно ќе добиеме и нови културни и спортски објекти. Ќе го исполниме даденото ветување, Струмица и струмичани ќе го добијат својот градски миленик, стариот струмички театар. Ќе изградиме спомен куќа на Гоце Делчев, на апостолот на ВМРО, затоа што Струмица е градот што го чува неговото дело како да е тука роден. На општина Струмица ќе го добие и мемориалниот центар на Гоце Арнаудов, затоа што Гоце нам ни ја даде неговата песна, затоа ние струмичани ќе му ја дадеме неговата слава. И затоа што до последниот момент нашиот Гоце беше ВМРО. Но нема да застанеме тука. Општина Струмица ќе го добие и новиот градски пазар, затоа што граѓаните тоа го сакаат. Ќе ја вратиме зоолошката градина во Струмица и ќе ја обновиме старата струмичка чаршија. Затоа што нашата стара чаршија е нашата душа. Ќе изградиме многу нови улици, тротоари и паркови и уште многу други проекти кои се дел од нашата програма, која верувам веќе сите ја знаете. Почитувани, денес од ова место ви ветувам дека никој од моето семејство или по блиското обкружување нема да биде дел од проектите на општина Струмица само затоа што е близок со Пишев. Сум ми кажал и сега им кажувам, тоа што сте блиски со Пишев нема да ви носи поголеми права, туку поголеми обврски. Им порачувам дека ако не бидат пример за другите, нема што да бараат од мене. Нема јас да се срамам пред граѓаните на Струмица заради нечии нереални амбиции. Затоа ви ветувам, онака како што му ветив на председателот на нашата партија на ВМРО ДПМН Никола Груевски, од даденото ветување нема отстапки. И затоа ова вечер со чист образ гордо стојам пред вас и ја барам вашата поддршка. И доколку ми ја дадете вашата доверба, вашиот глас за мене и за советничката листа на ВМРО ДПМН и бидам ваш градоначалник, се колнам дека во рок од 100 работни дена од моето работење ќе бидете до темел запознаени со се што Заев и неговиот клан за неговото 8-годишно работење како градоначалник ја имаат откраднато општина Струмица. Затоа ветувам дека на 24 март Струмица ќе ми ја вратиме на граѓаните.
na Rič, Belotino, Ravorci, Kosturino, Banica, Voloča, Velusa, Prosinikovo, Gradsko Balovci, Davile, Kukliš, Svidovica, Murtino, Dobrici, Popčevo, Sačevo, Bansko, Gavrovo. Ви ветувам дека на 24 март ќе престанат делбите на наши и ваши, на леви и десни, на власт и на опозиција, и Струмица ќе стане општина на сите. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее општина Струмица!